многу поуспешно, едноставно чувствувате дека летате во празно, едноставно се движите во лед. И тоа е чувството кое не ве напушта сите години, иако сте дел од она што значи градење на јавно мислење, создавање на се, посебно во областа на човековите права и слободи, меѓутоа тоа е тоа. Барем тоа е чувството. Филип Петровски. Добро вечер. Во политичката екипа, може би најмладиот со најобемното досие заведено под цифрата Марта, само 24 години. Соочување со приказна која направиле за вас сосема познати луѓе од вашиот град. Како изгледа кога за себе ќе видите во досие дека сте наркоман, кој ќе ја видите под обвинение, водено е досието, затоа што Филип Петровски на 24 години бил во можност да го подрива уставниот поредок на Република Македонија. Чувство на разочараност од системот. Ние, нашата генерација, кога протестираше 97 година, мислевме дека имаме право да протестираме, си дозволувавме да го читаме уставот и знаевме дека прашања по кои што не се сложуваме со власта, можеме да ги изразиме на тој начин. Меѓутоа, јас дознав, односно кога стана пратеник, дека цело тоа време за мене е водено досие. Јас имав индикации дека ме следи државната безбедност, бидејќи тие одбраа начин да ми придат. Значи, тие комуницираа со мене, ми се закануваа, и тоа беа луѓе од Куманово кои што јас многу добро ги знаев, со многу долги години сме биле во заеднички активности испомешани, да додам во ситуација да ми се заканува дека може да ме ликвидираат за 1000 марки. Меѓутоа, мислам дека тие случаеви се изолирани. За неколку години подоцна да дознам дека година и пол сум следен постојано и сум дерегистриран една недела од како станав пратеник. Значи сум следен и како пратеник на Република Македонија, што уште по-еклатантно покажува дека службите кои што ги прават тие досиеа се држава во држава, функционираат сами за себе, немаат никаква кочница, не запираат пред ништо и дека за некои чудни интереси тие всушност цело време работат. Она што мене ме загрижува е што откако ние како четврт парламент, ако не се лажам, или трет состав бевме, донесовме закон, ги отворивме досиеата, ги прочитавме досиеата, ги изложивме на јавноста, дознавме кои се кодошите, кои ги водеа тие досија и толку. Нема санкција. Никој од полицајците од државна безбедност не беше санкциониран. Никој не беше избркан од работа. Еден мал куриозитет. Во моето досие е заклучено една недела како станав пратеник дека сум опасен за уставниот поредок на Република Македонија и со таа забелешка сум дерегистриран. Нешто не е логично. Јас требаше да бидам во затвор ако сум опасен за уставниот поредок на Република Македонија, или да се прифати мојот став дека некој друг требаше да оди во затвор затоа што се применувани сите можни мерки кои што се недозволени според уставот, од прислушување на телефони до злоупотребување на државните служби за заканување и водење на досија на политички неистомисленици. Завршница нема. Сега имаме само нова епизода и ако немаме именување на луѓето кои што тоа го прават, и ако нема санкции, не верувам дека и оваа епизода ќе има некоја друга завршница, освен вовед во нова епизода после неколку години. Ивица Боцевски. Добро вечер и за вас. Исто така консултант на текстот за законот за лустрација. Оно што ме повлекува за едно прашање кон вас, го споменува Филип Петровски, за жилавоста да преживеат оние луѓе кои што всушност најчесто преку налозите без никаква трага ги правеа досијата, ме подсетува на една ваша колумна во Утрински весник, во која црно му прогнозирате на Социјалдемократскиот сојуз стандардниот влюбеник во моќта на тајните служби, тврдејќи дека социјалдемократите нема да успеат да консолидираат така лесно својата политичка пирамида или политичка